Ние имаме еден од најконзервативните банкарски сектори на планетава Земја. Нашите банки спаѓаат во првите 5 на планетава Земја по неуспешно пласирани кредити. Тоа кажува дека имаме страутно конзервативен банкарски сектор и страутно монополизиран, каде што имате 5 клучни банки. И тоа се држи веќе 30 години во Македонија, што е страутен процес. И сега, ако Трајко Славевски е спремен радикално да влезе во промена на финансискиот сектор во државава, да едноставно го либерализира пазарот на комерцијални банки во држава, затоа што имате тука простор да влезат, вие уште го немате Рајфезен, уште немате американски банки, уште немате клучни светски брендови во банкарскиот сектор во Македонија. Едноставно имате монополизирани банки кои што за најмала трансакција ви наплаќаат провизија за се и се што е недозволиво во еден систем, во една држава. Изборот, предлогот и веројатно за жал изборот на Славевски за нов гувернер е само продолжување на оној многу негативен тренд, односно процес на брутална партизација на системот од гледачките партии, од актуелниот режим, односно власт. И не може да очекувате таков партиски функционер, долгогодишен партиски функционер, да реализира политики кои што ќе се разликуваат од оние кои што се дадени, односно креирани во раководството на самата таа партија. Значи, независност кога сте вие висок партиски функционер и поставен во една ситуација во која што трендот на целосна партизација на сите институции на системот само по себе не може да донесе ништо добро за граѓаните и за државата.